Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија. 30 години патувам низ нашите заборавени села. За овој временски период имам поминато 1677 села. Наминав и во Долни Дринкол. Наминав во селото Вишни по покана на местаните од ова село да направам нов документарен видеозапис. Почитувани мои, пред да го видите новиот документарен запис во две продолженија за селото Вишни со работен наслов Селото Вишни во Долнодинковскиот регион, предлагам да го видите документарниот запис што ги има направено телевизија Спектра од селото Лабуниште во 2004 година, кој документарен запис ми го дадоа мештаните од ова село. Спасовден или Вознесение Христово е празник на Христовото вознесение на небото, ден посветен на Спасителот Исус Христос. Востановен е уште од апостолските времења и се празнува постојано во четврток, 40 дена по Великден. Инаку, повеќе обичаи за Спасовден се сочувани уште од предхристијанско време, кога Божеството Спас ја имало улогата на заштитник и спасител на луѓето. Овој голем христијански празник, како да добил посебен белег во своето празнување кај жителите од струшкото село Вишни. Ова може да се поврзи и со култот на Света Спасица Вишенска и нејзиниот брат Спасе, присутни во верувањето кај луѓето од овој крај. Култот на Свети Спас е особено присутен во соседното Вевчани. Може би е тоа и причина што вевчанци Спасовден го слават дури 3 пати во годината. На својот заштитник посветили и 2 храма, што е вистинска реткост. Едниот од нив е манастирот Свети Спас Горни, сместен во дабовата шума на селото, а вториот е црквата Свети Спас Белаплоча, изградена на влезот од селото. Ај, нека ние за многу години спасот. Ајде, да повесели по радости. Амин. Амин, амин. Свирачи.
Бабо, а кои биле Света Спаса и Свети Спасе? Света Спаса и Свети Спас биле исто како нас, но Господ сакал да постанат светци. А кога се случило тоа? Ќерко, тоа е долга приказна, многу одавно. Според народното предание, Спаса и Спасе биле брат и сестра кои живееле во времето на османлиите. Се верува дека нивните имиња им ги дал народот. Тие биле сираци, без родители, заради што свое прибежиште побарале во еден манастир кој се наоѓал токму тука на ридот Бабуш кај селото Заграчан, кој бил посветен на Свети Спас. Велат, тој бил голем храм со 3 камбанари, чиј одзвон се слушал надалеку. Крастен që e shikoni në prapavi, nga banorët e fshatit Zagraçan, është e njohur me emrin Maja e Spasit. Unë kam, si mbledhës i folklorit, kam shënuar një këngë popullore, që sipas këngëtarëve ose dëshmitarëve, është kënduar deri pas luftës së dytë botërore. Vargjet janë, deri në ditët tona janë ruajtur 4 vargje, të cilat janë botuar te vepra ime Çukëput një degë qari, vepra folklorike me këngë popullore të Trevës së Strugës, dhe te monografia e këtij fshatri, Jeta në Gur e Islam Baftiari. Janë ruajtur, siç thashë pak më parë, vetëm 4 vargje, dhe ato janë: Kur me binje çangut, mu në majtë të Spasit, Xhano Babaxhan, Shpirto Zagraçan. Edhe vargjet flasin se lart atje ku e shohim ka pasur kish. Sestro, Brate, što se slučilo? poganci dojdu, a saka da me grabat. Zverovi. Ne gi ubija roditelite, kućata ni ja zapalija, a сега i ova. Ne, sestro, nema da im uspe. Jaz će se boram. Brate, hajde da begam, ti je nema milost. Да бегаме додека не дошле и тука. Ене веќе и манастирон го запали. Da begame, ама знаеш ли каде? Да, недалеку има една скришна пешта. Во ред, но сепак ќе треба да се разделиме. Ко некого од нас фатат, барем другиот да преживее, да го продолжиме аманетот. Разбирам. Богум, брате. С Богом, сестро.
Некоја чудна сила како да и дошепна на Спасица своето спасение да го побара токму тука, во кањонот на реката Сушица. Тука се е подредено на митското и божественото, а тоа како да зрачи од секоја карпа што високо го надвишила небото, зрачи од нивната распукана утроба, во чија темнина царуваат утките и лилјаците, зрачи од секоја тревка и цвет што блажено те опиваат, зрачи од шепотот на росата и жуборот на таинствената сушица, таа што умее часкун да ја снема, да ја проголта дното, а потоа одненадеж пак да се појави. Тука и месечината може да засвети посилно од сонцето, а кога и него ќе го снема, пак ќе блесне необична светлина. Тоа волшебство и мистичност на дивиот предел, како да и даде сила на Спасица, да ја допре светоста и стане мит. А нејзиниот брат Спасе, талкајќи низ високата гора, и тој станал пустиник. Се оддал на аскетски живот, често прогонуван и поганет, дружејќи се со орлите и молњите во карпите на шкала Вевчанска, се додека не се нашол тука, во дабовата шума на целото. Така и тој, маченикот земски, станал доброчинител и заштитник на луѓето, светител. Затоа вевчанци ќе го наречат и Бабалак. Ова некогашно монашко живеалиште, посветено на Свети Спас, со векови зрачи со својата светост од лузните на овие грамади. Историчарите на уметноста него го датираат од крајот на 14-тиот или почетокот на 15-тиот век. Од она што останало да сведочи за тоа темно и далечно минато, се сочуваните фрески со ликовите на овие светители. Меѓу нив се распознава и ликот на Света Богородица Спилиотиса со Христос на градите. А тука е и Божиот агнец со уште неколку светители и светителки. Тука, меѓу овие влажни и студени ѕидови, Спасица Вишенска ја минала својата младост, својот испоснички живот како Божја, земска следбеничка и доброчинителка. Да, овде и во каменот може да никне живот. Затоа врз него се закоравил и овој див повид, што наликува на расплетени коси од некоја скаменета вила. Тој бил единственото растение што допирало до маченицата, со кое таа се искачувала до небеса, до Бога, заради молитвите. Со него таа надвисувала и бездната на спилите, со солзи во очите, за да ја напои сушица. Со него го плетела и преплетувала дивото билје, за да ја закити косата. Но исто така, со него ја ткаела и рубата, а така, од шкрипежот на дрвениот разбој, братот Спасе дознавал дека таа е тука и дека го кани на вечера. Во тој миг ќе засветли и снопот светлина на небото, за да блесне во очите на благочестивиот намерник. На ден Спасобден летен, 1941 година, бев тука код дечиште од тие години. Тука седевме и со софрите и како ми е татко ми, стрико ми и други везен. Имаше многу народ
овде. Ради теја тој народ беше многу, ради што и самите битки, сите беа дојдени. И така беше најпоќе посетен тој денот како ја паметва исто. Во теја седењето тука, на клупите, негде околу 10 сатот беше на вечерта, спроти Спасовден, дека тога така се идеше со постела, со магаре тварено, војца, јадење, пиење. И ето, така, онде кај што седе долу на клупите, не седеа него и таткото му, и стрикото, и други, Звезден, а Софрици и Полака, кај што беа. И ту видов еден пладен. Одавде, не само ја, него сите и сите стане на нозе од еднушка. Пламенот не беше толку голем, колку едно полојна снопче од пченица, порано од како дете што е паметва, ворзано снопче. Одавде и према Вишни сите скокне на нозе. Тя лично го паметва со свој очи што су го видел. И према Вишни и таму тој пламен влезе. Што беше како беше? Свети Спас постела. Вистински ја теја со свој очи го гледав. Не само ја, него сите што беа теја како дете. Ko znam. Ја како дете мало за Спаса, да ви кажа, одев ке бабава у Бубаној. Имаше таја баба Василица 5 момички. Сите, да речеме, ворста што беше од мајка ми, сестрите, сите, знее, тука бее, најгоре, а најпочет се интересовала баба Василица. Баба Василица, кога виждат Пламенов, и викат момичкиве, излезете момички, ќерки, да видите и за да вервите да е Свети Спас жив и Света Спаса. Излегвет, момичките се почудвет и излегвет целото село, тие сегде кажвет тука. Секое излегвење, таја го чекала и од Спаса да дојдевчани и Свети Спас во Вишни. Одење, идење имал од Вевчани таму. Или Спаса вамо ќе дојдела ке нас, ке Свети Спас горе. Зашо? Ој избегал тога, Свети Спас наш. Кога мочеле овде турците и теја избегал горе. И така горе си останал, а сестра останала во Вишни. Дека имат нешто надмоćно, некоја сила, мојот татко, кој што исто така бил негдека на 19 годишна возраст, во средата навечер спроти Свети Спас, кога берел дрва. Појава, а оние, посветените на Бога, има свое уверување. За Македонија се зборува во неколку бележити, би ги нарекол фундаментални фрази. Пред се, за сите познавачи на нашава земја, Македонија е пред се света земја, потем Катена Мунди, папок на светов, односно крстосница на цивилизациите. А да се биде крстосница на цивилизациите, значи да се биде во исто време и силос на сите придобивки, на сите цивилизации. И третата најбележита фраза која што е предмет на нашето денешно кажување, Македонија како посебен, необично специфичен спиритус лоци, духовен простор, чија главна карактеристика е светлозарноста, почва што зари светлина. Но таа светлина не е светлината на овој свет, светлината на сонцето што однадвор ги осенчува и ги осветлува просторите и конфигурацијата на нашата планета. Станува збор за една светлина чие потекло е неземско, чие потекло е пред се духовно, за една светлина која што истанува срцевина или самата суштина и есенција
на физичката светлина, односно на светлината на сонцето. Јасно е дека станува збор за светлината на оној што чии раце го создале светов, светлината на оној по чија сила го познаваме Светотроичниот Бог како создател на светов, светлината Божја и светлината на Духот Свет, кој што е причина за раѓање на неброени светители во земјата на светите, поради која што и односно поради што Македонија и е света земја. Земја на безбројни светители кои што со својот живот осветен и просветен по силата на небеската светлина зарена од Сесветиот и животворен Дух Свети, се осветиле себе си и осветувале се околу себе си. Се до што ќе се фатела нивната рака, се до што ќе се допрел нивниот ум. И нашите краишта, Струга и околу Струга, се сведоци за моќта на таа светлина, чие траење е неземско, односно вечно, а е вечно и неземско, бидејќи е резултат на вечните и несоздадени енергии Божи. Никој не знае кога и како се случило земското скончание на ова млада маченица. Ниедна камбана за тоа не се огласила, ниту пак некоја црна птица донесла таков абер. И може би е подобро така. За оние што веруваат во нејзината светост, таа е се уште жива. Сепак, едно е сигурно. Спасица доживеала прекрасна смрт, онаква каква што и самата посакувала во молитвите. Но, што се случило потоа? Долго после нејзиното упокојување, нејзините мошти чмаеле во темната бездна на пештерата, оставени да ги глодане времето и ѕверот, а нејзиниот милозвучен, божествен глас се уште луњел низ пределот и соништата, како ранета утка во ноќта, барајќи милост за спокој на душата. Кажи на вишенци да ми ги соберат коскиве, зашто немам мир. Тој тревожен глас во една бессона ноќ ја штрекна во срцето рабина Марија, христијанка од Белица, болежлива и со фатени нозе, но со постојана мисла во себе, ако каже некому да не речат, сметнала од умот. Следната вечер, пак истиот глас. Дојди во пештерната црква над Сушица, да ми ги собереш коските. Тогаш Марија доби чудна сила и заедно со својот брат тргна сред мракот и густежот на Сушица да ја избави маченицата. И во тој час, додека ги завиткувала моштите во бело асе, да ги носи во црквата во селото, ја облеала радост, бескрајна и силна. Нејзиниот чекор станал лесен како од мома, а болната и вкочанета става необично подвижна и лесна. Вистинско чудо. Кога разбрале за тоа вишенци, веднаш побарале да ги пренесат моштите во нивната црква. Но беличани не ги давале, бидејќи Спасица прво ним им се јавила. Сепак, тоа им успеало на девојките од Вишни. Од тогаш, тие почиваат тука, како свети мошти. Но, луѓето како луѓе, почнале да земаат сите помалку од черепот на Спасица. Кој за късмет, кој за здравје, за радост во куќата, и така половина од него веќе бил разземен. Тогаш се нашла некоја жена, Љубинка од Маливлај, мажена тука во Вишни. Јас сум Ѓорѓи Крстечки од село Вишни. Мајка ми родена во село Маливлај. Татко и мајка е на мајка ми, побегнале во Романија за време уште турското.
Пошто таму исто бил препегнат војко ми и војко ми бил ранат на бугарска граница од турците и не смел да се врати дваму. Мајка ми немала каде да ја остават, а ми имала тука некоја вуња во Јакули, каде се оставиле. Таа вуњата ја мржила мајка ми. На мајка ми, татко и мајка е, бидејќи ми оставиле маличка тука, стално, кога ќе иделе печалбарите од таде, на мајка ми ја праќале клопци со преѓа. Наводно да им плети на децата, да им сплети нешто на децата, чорапи, фанели, но тие во клопците секој ќе ставале златници на полони. Така мајка ми секој знаела кој ќе дојде тие клопци од печалбарите, што ме натери и отварала. Бидејќи имала повише пари, а и била многу побожна, а исто така истовремено и татко ми долго години бил болен, решила таа да направи нешто за здравје на татко ми. Направила една маска на Свети Спасица. Поред маската направила и еден дрвен сандак. Со тие пари таа мислела дека со тоа ќе му помогне за здравјето на татко ми. Ја бев малечок тоа, можда не сум бил роден. Маската не знам кај е направена. Дали во овде правена или во Романија е правена, не знам кај е правена. А сандукот знам правење во Струга правен. Во тој сандук се собрани коските од Свети Спасица. Тие коски кои донесла Ленката во Вишни во црквата биле во обичното платно што го земало да разбогат. Но пошто седеле во платното така, таа решила да направи сандук. И така го направила тој сандукот и коските и собрале во сандукот и денеска така се тие коски во сандукот. Со платното од разбогот од Свети Спас. Благословен градиво имја Господње, Богородице прилежно ниње притецем грешни сми, рени припадем покаяние зовушти из глубини, Владичице помози ни нам милосердовавши, споди људи Твоја и благослови достојание Твое, победи сјем православним христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрања, ја и крестом Твоим жителство, Христос воскресе из мертви, смертију смрт поправ, и суштим во гробје живот дарова. Јас како учесник, која ги имам носен моштите на Света Спасица, уште во млади години, негдека на 15 години, јас учествував во поворката која одеше до црквата Свети Спас, каде што се собрани незините коски. Во тоа време тешко се доаѓаше до носење на таа кутија, затоа што се одбираше девојка која што ќе носи кутијата да биде честна, поштена девојка, и девојката ја носеше кутијата само на едно рамо. Од црквата до црквата Свети Спас, каде што стоеше од на вечерта, средата на вечер, па до четвртокот кога се враќаше назад. Јас се носев некаде на 15 години, се запознав со мојот сопруг и се зедовме. Значи, тогаш помагаше и да се, ето викаат дека Свети Спасица помагат за да се земен младите. Say
hristijanov našim, nas protivnija darvija i Tvoje sohranja, ja i krestom Tvojim žitelstvo, Hristos воскресе из мертвих. Спи, Света Спасице. Сега си повторно тука каде што го мина Твојот испоснички живот. Вечером сме со Тебе и ние да Ти се придружиме во молитвите. Нека биде така, како што ќе посакаат вашите срца. Која нема момче, Господ да ја даде што поскоро. На невестите да им даде рожба, а на болните здраве. Тоа е гласот на Спасица. Мир да и тече во коските. Со маките нејзини го посветила и ова место. Ене, горе во Карпана, лишти водичка. Таа е света вода. Со неја Спасица ја гаснела жетта. Замиите се со неја. Така побрзо ќе ве забележат некои момчиња, а ќе ви се исполнат и желбите. Святый Дух.